Сега да видиме кој ни дојде во студиото. Александра Андреева од општина Велес. Добро утро, Александра. Добро утро. Александра инаку овде во студиото сите да ве покани на питијадата која што започнува денес, а ќе трае до 8, што значи цел викенд му доаѓа. Така, Александра? Да, до недела ќе трае. Со сузе сите детали ќе ги проследите. Јас само сакав да те прашам, најдов некоја информација, дали е тоа точно, дека всушност рецептот за велешката пита датира од 1862 година, или ова можеби официјално, а веројатно уште и постар рецептот? Па да, според патописите со кои што располагаме, од тој период потекнува рецептот за велешката пита, кога всушност велешани морале да прехрануваат турски војници и во оние патописи пишува дека ги послужиле со пита слична на турската, која има растегнато тесто посипано со пастрма и јајце. И биле воодушевени, Точно така. Ахмед Паша заедно со неговите војници биле воодушевени од велешката пита, која била слична на нивната. Тоа се случило 1869. Да, и затоа решиле да останат 500 години, да сте им дале грда пита, можеби порано ќе си отишле. Ете така. Повели, Сузе. Добра констатација, Искра, ти благодарам. Така е. Имаме тема која верувам дека ќе ве инспирира сите вие овој викенд да патиштата да водат кон Велес, иако минатиот викенд ве поканив на Јаболкобер во Ресен, исто така и Штипјани ја организираа нивната пастрма Илијада. Македонија е толку богата со нешта убави, со традиционални, со нешто кое нас не обележува како идентитет, како земја, што навистина во секој викенд, особено септември, октомври, па и ноември се случуваат, Александра, многу нешта на кои македонците им се радуваат. Пред се добре дојде и драго ми е што во следниве минути ќе проговориме за она како сте вие овој 18-ти пат, нели оваа манифестација годинава од 2005 до денеска, некако 18-ти пат се случува во нашава, иако имавте и некакви прекини мали поради известни причини, но како и да е 18-та година велешани со душа и со срце ја чекаат питијадата. Како сте оваа година организирани? Добро утро, за почеток прво благодарам на поканата, добре ве најдов и навистина ми е драго што можеме да нели преку ваша утринска емисија да ги поканиме сите да дојдат на велешката питијада. Како што напомена, се организира од 2005 година, иако со неколку паузи измеѓу. Меѓутоа, од лани ја возобновивме и годинава продолжуваме со уште позасилено темпо, затоа што навистина велешани, па Македонија и соседството уживаат во оваа манифестација што ја промовира велешката гастрономија, велешката традиција со питата и виното. Така, велешани се надалеку познати по гостопримството, вредни луѓе, чесни луѓе, доблесни луѓе, и можам да констатирам од целото мое телевизиско искуство, не знам дали Искра имала можност да забележи. Искра, јас мислам дека од сите овие 25 па и 30 години колку што сме јас и ти вака овде на оваа позиција, велешани се најголеми добитници во наградни игри и најупорни кога станува збор за учество, бидејќи јас и ти само велиме ништо не ми падна, а никогаш не сме играле. Ти играш, јас не играм. Можеш да добиеш, ако не играш. Точно. Но од моето... Само морам да напоменам кога ги кажуваш години од 25-30, да знаеш дека ти си сепак една година повеќе од мене. Јас на тоа се фокусирам. Добре, ме подсетуваш редовно да не заборавам, бидејќи во наши години можно и да подзабораваме малку. Така, нели? И малку повеќе. Што е различно, Александра, годинава во однос на минатата? Така, и минатата и оваа година фокусот ни е на македонската музика. Даваме предност на македонската музика, само македонски изведувачи. Разликата од минатата до оваа година е што ја збогативме програмата, односно воведовме и денска програма, не само во вечерните часови, туку и преку ден да можат луѓето да излезат, да уживаат во добра музика и секако во вкусна пита и убаво вино. Одлично. Ако добро помнам, а мислам, Искра, дека добро помнам и не сум заборавила, во 2010 година, Искра, се организираше во контекст на Пинтијадева, се организираше надпревар во најбрзо јадење, така пита, и победник беше Ангел Јорданов, кој што ја изведе питата... Ангел брзојадецот. Да, за 10 минути, така нели? Така, рекордот. да. Верувам дека ова занимливост или овој настан во овие денови навистина предизвикува голема возбуда и голема радост кај учесниците, кај велешаните, а исто така пак имаше и една година во изминативе ваши
години на Питијада, кога е направена најдолгата пита од 4 метри. Тоа се случува речи си секоја година во последните Питијади. Лани беше скршен рекордот од претходните години и беше направена пита во должина од 4 метри, која што... Колку пита мајстори тоа го прават? 7 пита мајстори, 30 килограми брашно, 30 килограми месо и 150 јајца отидоа во таа пита. И еве, денеска, вечерва, во 18:30 часот, ќе го скршиме рекордот од претходната година, значи денеска ќе имаме уште поголема пита од Лани. Значи вечер сите правец во Велес, немојте да ручате, ќе може да се јаде, ќе може да се проба се. Апсолутно, и добро е што сакам да напоменам дека всушност целта на таа джиновска пита не е само да ги покажеме способностите и да ги рушиме рекордите, туку е и од хуманитарен аспект, односно секој оној што ќе земе парче пита, донира по негова желба одредена сума пари и во соработка со локалната организација на Црвениот крст оди во хуманитарни цели. Одлично. Значи ние Искра вечер сме во Велес на Питијада, а утре сме во градски парк, како што и ветивме на вања на националниот сајм за храна. Таму исто така не чека доста работа, доста јадење. Јас ако може само да ја прашам гостинката, разбирам ова за питата, значи 4 метри ако била минатиот пат, сега подлога, но не ми е јасно каде се пече, како се пече. Така. Да се смеси, ајде ќе смесиш, на така? делови? Не на делови. Како? Специјален плех направен по мерка, нели, за потребата на питијадата и се пече во фурна. Па тоа кукава треба да е тоа фурна. Голема фурна, во фурна Гемиџи се печеше минатата и оваа година, која што го има тој капацитет и може да се подготви питата кај нив. Браво, Велешани, сте ме воодушевиле, значи шампиони сте во секој поглед, инаку овој занает Искра е признат уште во далечната 1866 кога само во Велес имало 14 дуќани постоеле за правење пастрма. Пастрма, да. Специфично е ова затоа што единствената ваша пита има ние во сите градови се прави по некоја пита, поинаку се вика, па постојано е вечна е таа борба која е оригиналната пастрма или која е оригиналната или најстарата пита, но оваа се прави со овчо месо, така нели? Суво овче или козјо месо е всушност пастрмата која што го дава оној специфичен шмек или вкус на самата пита. Секако низ годините рецептот се трансформирал, па сега основата е свинско месо со додаток на пастрмата. Меѓутоа спецификата или она што не прави уникатни е токму таа пастрма што ја има само во велешката пита. Така. Што друго на програмата можат да проследат, еве да ги поканиме сите? Скопје и Велес се толку блиску што би рекла побрзо ќе стасаш од Скопје до Велес отколку од аеродром до Ѓорче Петров, така нели, со оглед на гужвата во сообраќајот. Што секакодневна културно-уметничка програма може да следат гостите? Започнуваме вечерва, односно во 17 часот и 30 минути околу 300 дечиња од градинката Димче Мирчев од Велес ќе настапат со своји точки пред сите родители, баби, дедовци и целата публика како ете знак на почеток на овогодинешната Питијада. Веднаш потоа е сечењето на джиновската пита и започнуваме со официјалната програма. И оваа година се потрудивме да има програма за сите генерации, почнувајќи од најмалите до најстарите. Така почнуваме со 5 плюс бенд, потоа ни доаѓа Ефто Пупиновски, после нив се оние милениците на помладите во денешно време, Паја Килара, и вечерта ја завршуваме со настап на групата Next Time. Утре денската забава е задолжен диџеј Попај од 12 часот, додека вечерта започнуваме во 19. Олива. Вечерта Олива ќе му се придружи на Попај, се шегувам. Така. Вечерта започнуваме во 19 часот со Светот на Биби. По нив ни доаѓа Елена Андоновска, потоа 2 бона и на крај вечерта ја завршуваме со настап на групата Меморија. Она што сакам посебно да го истакнам дека ако некој сака да ги види Меморија оваа година, единствената прилика ќе им биде токму во Велес, затоа што ова ќе биде прв и единствен концерт за оваа година на групата Меморија во полн состав. И интересно е што после точно 30 години Меморија повторно се враќа во Велес. Да, ништо не е случајно, јас не верувам во случајности, токму знам дека ова ќе биде незаборавен концерт на Меморија, која е еден од малкуте, ако не единствениот бенд
кој што има публика од сите генерации Точно така. и чии песни ги пеат и оние кои биле многу подоцна родени Апсолутно. отколку времето кога меморија Апсолутно. блесна. Да. Блесна на македонската сцена. Години наназад во некои минати изданија на Питијадава гостите и граѓаните на Велес има можност да проследат едно дефиле на олтајмери кои што се автомобили од минатиот век и автомобили кои што сега речиси да ги нема, но ете, Велешани успеа и тоа некако да го организираат. Ќе остане ли таа традиција или за во некое следно издание ќе може да ја повторно да ја видат? Секоја година се трудиме нели да биде нешто поразлично, да не се повторуваме слично. Оваа година ќе ги немаме олтајмерите, ги имавме минатата, можеби наредната ќе ги има нив или нешто друго, ќе видиме понатаму. Така. Како младите луѓе реагираат на овој настан и колку младите луѓе во Велес учествуваат со своји креативни идеи за тоа што се би сакале да вклучат? Верувам дека и светот на Биби и 5 плюс фамилија и се останато кое што го осмисливте за оваа најмлада публика е според нивниот пулс и според нивните желби. Апсолутно. Реакцијата, мислам дека лани кога прв пат се решивме да имаме детска програма, ни самите не бевме свесни што тоа ќе значи. И бевме буквално шокирани кога видовме колков интерес предизвика токму оваа програма. И затоа се потрудивме годинава не само да повториме, туку и да збогатиме. Младите сакаат да излезат од дома, сакаат не само најмладите, туку и тинејџерите и адолесцентите, нели, па се до возрастните, сакаме да излеземе од дома, да се прошетаме, да се другаруваме, да се забавуваме, токму и тоа е целта. Фестивалот на Пита и вино е да ја промовира питата и виното преку заедничко уживање, дегустирање, слушање добра музика, забавување и навистина да си отидеме сите дома со убави спомени. Така е. Александра, имате многу млад но многу амбициозен градоначалник, кој што Велес го направи поубаво место за живење и место во кое секој кој заминал во странство сака повторно да се врати, чувствува желбата дека Велес е поинаков од времето кога го оставил. На што се должи тоа и кои се најголемите промени кои што вашиот градоначалник ги направи последниве години за Велес? Така. Да, за промена нели имаме млад градоначалник кој што има поинаква визија, односно си го сака градот и сака да го разубави градот, но она што е ставено посебно акцент е на подобрување на инфраструктурата во секој поглед, меѓутоа што е за мене посебно задоволство и избогатување на оној културно забавен живот, кој што придонесува за квалитетот на животот и за луѓето да сакаат да живеат таму и да се вратат таму и да на вистина имаат исполнет ден. Вративме многу културни манифестации кои што беа стопирани претходно, кои што не се организираа веќе. Создадовме нови фестивали, постојано гледаме да имаме некоја понуда која што ќе им даде на сите генерации да можат да имаат квалитетно време, кој што ќе ги исполни емотивно, душевно, духовно секако. Секоја чест, браво за добрите градоначалници кои што вистински се залагаат својот град да биде поубаво место за сите. Тука некаде би ти се заблагодарила за овој разговор. Само ќе се извинам, ако ми дозволиш уште една минутка за неделата, не ја кажавме програмата. Така е, да ја кажеме и за неделата, ајде. Недела започнуваме во 12 часот со концерт на фестивалот Поточиња. Веднаш по нив е велешката група The Chicks. И вечерта од 19 часот повторно почнуваме со Teen Camp, по нив следува Игор Димовски, Пауза за ракија, Бени Нонстоп и овогодинешната Питијада и ја завршуваме со концерт на групата ДНК, а исто така во недела има и рекреативна велосипедска трка, 10-та поред јубилејна на Шато Сопот, каде што сите љубители на велосипедизмот можат да уживаат во велосипедска тура, секако и потоа наградени со добра пита и вино. Ние не сме толку спремни со искра со велосипеди да се... Ние сме докажани, нема што да се докажуваме сега така. Да, прво се јаде, па се вози велосипед или обратно, како која е подобрата варијанта? Во недела се вози. Во недела се вози, после како награда за добро со извозената тура се журка. Да. Александра, јас сакам само уште нешто да потпрашам со оглед на тоа што како секоја година очекувате многу гости, мислам, и каните и сакате. Така. Разбрав дека ќе има пренасочување на сообраќајот. Сега некоја основна информација за сите оние кои што ќе дојдат од друг град, некои инструкции кои што ќе треба да ги следат? Така, значи
Затварањето на улиците, како и секоја година, не е ништо ново. Ќе има поставени редари на влезови, на раскрсници, така што многу лесно ќе се снајдат и ќе дојдат до локацијата кај Велешката гимназија. Ќе ги насочат каде има паркинг, значи од кој влез и да дојдат, ќе има кој да ги насочи слободно. Еве отворена покана секој кој што сака во наредните 3 дена. Навистина ќе ни биде чест да бидеме ваши домаќини. Одлично, среќно и се гледаме, Благодарам. се надевам дека ќе се видиме.